Гавранот и стомната. Басна од Езоп. Еднаш многу одамна, за време на едно долго и топло лето, кога водата станала реткост и птиците едва наоѓале нешто за пиење, еден жеден гавран летал низ сувата и прашна земја. Тој се надевал дека ќе најде малку свежа вода за да се напие. Но ништо до тогаш. Одеднаш наишол на еден стар глинен сад кој стоел под едно дрво. Кога слетал до него, заклучил дека тоа е тоа што навистина му треба. Стомна со вода. Во стомната имало малку вода на дното, но било тешко да се дојде до неа. Гавранот, возбуден дека конечно нашол вода, се обидел да ја достигне со својот клун. Но стомната била голема, а вратот на стомната бил премногу тесен. Колку и да се трудел, колку и да се истегал, гавранот не можел да ја допре водата. Почнал да чувствува како да ќе умре од жед. Сиротиот гавран. Тажно ја гледал водата во стомната. Толку блиску, но сепак недостижна. Се обидел гавранот на разни начини. Прво се обидел да ја навали главата. Потоа да го натисне садот. Но ништо не успевал. Почнал да губи надеж и веќе помислил дека мора да се откаже и да продолжи понатаму во потрагата по вода. Сепак, додека седел и ја гледал стомната со вода, добил една идеја. Ако не можам да ја достигнам водата, Си рекол гавранот во себе. може би можам да ја натерам да дојде поблиску до мене. И така, почнал да бара мали камчиња наоколу. Едно по едно ги фрлал внатре во стомната. Секој пат кога фрлал камче, нивото на водата се подигнувало малку повеќе. Гавранот забележал како водата постепено се искачува нагоре, се поблиску до врвот на стомната. Се почувствувал радосен, но и полн со надеж додека продолжувал да додава камчиња. Кога на крајот водата била доволно блиску до врвот, гавранот конечно успеал да ја достигне и жедно се напил. Со големо задоволство ги почувствувал свежите капки на својот клун и срцето му се исполнило со благодарност за неговата сопствена итрина и трпение. Во тешки ситуации, мудро е да ги користиме своите вештини и идеи, затоа што добрата идеја понекогаш може да не спаси и од најтешките предизвици.